Убавите приказни сакаме да ги слушаме одново и одново, а успешните соработки заслужуваат продолжение. Со огромна гордост сакам да ја најавам продолжението на соработката што имаме со библиотеката Браќа Миладиновци и Добро утро секое утро. А со огромна чест и задоволство сакам да најавам една наша колешка која што не само на моја радост, туку верувам и на голем број од гледачите ќе предизвика радост откако ќе ја видите на екраните, бидејќи на вистина недостасува. Александра Јуриковска, благодарам што ве имаме во Добро утро секое утро. Благодарам, Александра, на вашето доаѓање тука. Добре ни дојдовте. Благодарам што еве сум пред камерите на Алфа телевизија, пред вашите и нашите гледачи и инсистирам разговоров да си го водиме на ти, колегијалност, пријателство, долга соработка. Сосема природно е таквите нешта да си бидат онака како што заслужуваат на ти. Благодарам многу за тоа. Рубриката наречена да ја подигнеме читачката култура продолжува на огромна радост за нас, но верувам и за гледачите. Тоа е затоа што читањето нели никогаш доста од читање, ќе се согласиш со мене. Така. Јас многу ви благодарам што покажавте такво чувство, таков сенс како медиум Алфа телевизија во време кога сите некако се тргаат настрана од културата или ја тргаат културата настрана, Алфа телевизија стави фокус на книгата и на читањето. Огромна благодарност од мое лично име и од име на Градската библиотека Браќа Миладиновци, затоа што се покажа дека оваа наша, односно ваша рубрика која што оди секоја недела е навистина успешна. До нас, не знам како е кај вас, но до нас стигнуваат прекрасни коментари, она што би се рекло фидбек. Имаме многу читатели кои погледнале некои од нашите библиотеки токму на Алфа телевизија, доаѓаат таму, некои се потсетуваат, некои доаѓаат да си го обнова членството, некои токму таму сакаат да бидат членови, што значи дека сме на добар пат. Одишто ги шириме видиците, можеби јас многу пати ќе речам некој не ни знае дека поминува покрај некоја библиотека во неговата населба. Што е она што можеме да го најавиме од сега за престојната сезона на библиотеката? Вака не очекува една сезона богата со активности. Велиме сезона затоа што некако библиотеките во летниот период се затајуваат во однос на јавноста, иако се постојано отворени, иако читалниците, пултовите за најмување книги си работат и функционираат, работат и оние делови кои не секогаш се отворени за јавноста, но програмските содржини ги прилагодуваме на учебната, па ако сакате и на академската година. Како што реков, не очекуваат бројни активности. Фокусот го ставаме токму на почетокот од септември на вториот циклус од нашата кампања Читаме современи македонски автори. Со големо задоволство го најавуваме продолжението, на него работевме навистина многу. По завршетокот на првиот циклус во месец мај, решивме дека она што го добивме како фидбек, слично на вашата соработка, ни се допаѓа, сметаме дека има простор да се продолжи, да се подобри, како што велиш ти, да ги расшириме видиците. Значи, Читаме современи македонски автори ќе трае во следните 8 месеци, ќе направиме мала пауза со месец јануари, некако околу новогодишните, божикните празници, па и распустите, но ќе представиме 8 македонски автори, 8 македонски дела, една силна и голема поддршка на македонските автори, на нашите современици, не зборуваме за лектирни изданија, на македонските издавачи и, оно што е многу важно, на македонскиот јазик. Можам да го откријам само првиот наслов и првиот автор. Ке прашам. Така, стартуваме со романот Естом од Николина Андова Шопова, еден одличен краток роман кој се чита многу брзо, но долго се памети. Разговорот со неа ќе биде на 5 септември во 19 часот во нашиот парк на поезијата или дворот на Градската библиотека. Другите наслови се покажа како една симпатична, убава практика, симпатично исчекување, ќе ги најавуваме месец за месец или последователно. Кампањата Читаме современи македонски автори се одвива во неколку фази. Значи, на почетокот од месецот, како што најавуваме или предлагаме книга на месецот, потоа следи разговорот со авторот. На крајот од месецот имаме и клуб на читатели. Сите овие активности се само доближување на читателите до современите македонски автори, се покажа како многу интересно. Оваа просторија која што ја гледате сега
е препознатлива за тие наши средби и разговори со авторите, можеме да се пофалиме дека изминатите 8 месеци тука беше полно. Дека доаѓаа наши читатели, дека доаѓаа луѓе кои можеби првпат влегуваат во библиотеката. Имавме луѓе кои, ајде да кажеме, и не се секогаш од книжевната и литературната фела, како што е обичајот со промоциите. Туку напротив, љубопитници кои сакаат да го видат авторот. На почетокот, кога зборувавме како ја развиваме оваа идеја, зборувавме токму за тоа, дека современите македонски автори кои се одлични, не си ги познаваме, не ги препознаваме, можеби поминуваме до нив на улица, ќе ги сретнеме некаде и така натаму, не знаеме дека се тие, или пак не знаеме какви книги напишале. Токму затоа фокусот на оваа кампања се македонските автори и македонските дела, пишувани на македонски јазик, затоа што сметаме дека современата македонска книжевна продукција нуди огромен квалитет, одлични наслови кои што заслужуваат да бидат читани пред се од македонската публика. Она што е наша задача како библиотека е да ги поврзаме читателите со авторите и со нивните дела, но и да повлијаеме на, ајде да кажеме, читателскиот вкус. Да не биде дека е сен или сведено на бестселери, на преводна литература. Понекогаш, знаете, до нас можат да стигнат и книги кои што имаат сомнителен квалитет, сомнителен превод и така натаму, но во оваа кампања навистина многу внимававме на сите нешта и се надевам дека ќе го имаме барем успехот од првиот циклус. Рефлексијата на успешна кампања очигледно постои со оглед на тоа што се одлучивте да ја продолжите, односно да ја повторите и оваа сезона. Ме интересираат реакциите на читателите, очигледно се повеќе од големи и задоволителни за вас, но ме интересираат реакциите и на писателите. Како тие реагираат на оваа кампања? Така, одлично прашање, затоа што никој не прашува што се случува за сцените. Сите реагираа одлично. Најпрвен беа изненадени што библиотеката има таква една иницијатива, буквално кампања. Значи не е само обично изложување на книгата на пулт, препорака од нашите библиотекари и така натаму, туку ние правиме цела една медиумска кампања, едно постојано промовирање и афирмирање, анимирање на публиката за тоа што значи книга на месецот или автор на месецот. Навистина беа прекрасни нивните реакции, уште поубави и посимпатични се реакциите откако ќе завршат овие разговори тука, кога тие можат да се видат со луѓе кои ги читаат или кои сакаат да ги читаат, а кои лично не ги познаваат. Повторно ќе ги споменам промоциите, знаете, тие се некаков свечен чин, кога ни доаѓаат пријатели, блиски соработници и така натаму, но овде имаме навистина блиска средба читател-автор. И тоа се покажа како навистина интересно. Првите месеци можеби бевме постегнати, сега зборувам како публика, но веќе следните месеци навистина се направи една традиција, атмосфера на убав разговор. Она што мене посебно ме радува, што во тие разговори многу активно се вклучуваат и моите колеги библиотекари, оние кои што се постојано на пултовите или зад пултовите, чија што задача е да ги знаат авторите, сега и одблизу се запознаваат со нив, па така што кога читателите ќе дојдат во некој од нашите библиотеки, тие знаат да им кажат информација плюс за авторот кој што во тој месец е фокус и чие што дело е фокус. И на крај сакам да го споменам и клубот на читатели. Инсистиравме овој да остане само на читателите. Значи инсистираме на овој клуб да не се појавуваат авторите. Во тие клубови модератори беа млади книжевници, студенти по книжевност, буквално читатели, пасионирани читатели, и доаѓаа луѓе кои што ја прочитале книгата, кои што имаат интерес да ја прочитаат книгата, а кои што сосема нормално е на оние разговори не сакаат да ги даваат своите субјективни ставови. Затоа во клубот во една многу неформална и симпатична атмосфера се дискутира за книгата која што е фокус во месецот, односно за авторот кому му го посветуваме месец. Со какви други новитети влегуваме во новата сезона? Така, септември ќе биде доста активен и за другите програмски содржини покрај кампањата Читаме современи македонски автори. Да се пофалиме дека на 12 септември ќе ја пречекаме Сонја Стојменска Елзасар, ќе ја представиме незината книга Книжевен бинокулар, книга која што ја доби наградата Димитар Митрев за најдобро критичко-есеистичка книга според Друштвото на писателите на Македонија. Ова е една долгогодишна традиција, децениска традиција што има библиотеката за представување
представување на најдобрите дела наградени според Друштвото на писатели на Македонија. На 14 септември промоција на Самодиви. Тоа е панорамата или антологијата на македонската поезија од преродбата до денес. Една мощна, симпатична и мощна значајна антологија за сите љубители и на поезијата и за оние кои што ја истражуваат книжевноста одблизу. 18 септември ни е резервиран за промоција на книгата Театар на сенки на Емил Туна. 27 и 28 септември се термини кои што како поддршка му ги даваме на Скопскиот поетски фестивал. Токму во нашите простори ќе се одржи еден мастер-клас за пишување поезија, како една панел дискусија за видливоста на македонската книжевност надвор од нашите граници. Скопскиот поетски фестивал е само една од оние организации, издруженија, фестивали и така натаму со кои имаме прекрасна соработка. Библиотеката се обидува да ја даде својата поддршка институционално, просторно, со своите капацитети на сите вакви иницијативи кои значаат силни мапи во книжевното живење. Пред се на градот и крајот на месецот, 30 септември, за клубот на читатели, посветен на Естум. Ако не послужи времето, би сакале дел од овие настани да бидат токму во паркот на поезијата, така што еве покана, нели, уште еднаш да го искористам ова до сите ваши гледачи да дојдат и да не посетат. Да подсетиме дека вие имате на социјалните мрежи профили и на Facebook и на Instagram, можат таму да ве заследат Градска библиотека Браќа Миладиновци, за нели да се потсетат за се ова што го споменавме пред малку. И за самиот крај, нашата соработка продолжува. Уште еднаш го нагласувам тоа со огромна радост. Какви изненадувања, какви подароци ова сезона можат да очекуваат нашите гледачи од вас? Така. Секако на обострано задоволство соработката продолжува. Нема да биде изненадување ако најавам, но би сакала да најавам дека токму со Алфа телевизија сакаме да го најавиме и почетокот на реновираниот оддел за детска литература, токму тука во централниот објект. Во моментот вие слушате кај нас е реконструкција, обнова и така натаму. Се надевам дека токму на почетокот следниот месец ќе имаме можност заедно да прошетаме во тој убаво катче. Во меѓувреме оделите за детска литература во сите наши објекти се отворени. А што се однесува до вашите гледачи, до нашите гледачи и нашите читатели, би сакале соработката да ја продолжиме со подарување на по една книга, еден наслов од фондот на Градската библиотека. Секако дека тоа е подарок, неповратна, нели, се дава на сите оние читатели кои ваши гледачи кои што ја следат рубриката да се подигнеме заедно читачката култура. Ви благодарам за одвоеното време и секако посакувам успешна сезона и уште бројни читатели. Така, благодарам уште еднаш, поздрав до сите мои колеги во Алфа телевизија, поздрав до вашите гледачи и навистина се радувам што се среќаваме во име на книгата.